Значи, амбулантата е отпремена со врвни инструментариум и опрема која што ги задоволува сите стандарди на прегледите, почнувајќи од квалитетен ултразвук, потоа имаме квалитетни можности за колпоскопски евалуација и земање на брисеви од аспект на Папа Николао, потоа типизација на ХПВ вирусите и така натака. Сакам да нагласам секако ова зборувам дека не само на пациентки без бременост, него и на трудници, односно на бременности кои што во амбулантска третман захтеваат посебно внимание, се концентрираме да дадеме адекватен одговор и адекватна диагностика која што помага во текот на развојот на една регуларна или па бременост која има подрени отстапувања од физиологијата. Во амбулантата работат 3 доктори специјалисти. Јас сум професор доктор Васил Илиев и сум суспецијалиста по урогинекологија и по гинеколошка хирургија. И уште 2 колешки, исто така специјалисти со долгогодишно искуство во гинекологијата и акушерството. Така да практично го оформивме тимот кој што ги покрива севкупните проблеми со кои што може да се сретне една жена во текот на својот животен период од амбулантски аспект. Со обзир на субспецијалноста која обавуваме, во склопот на амбулантата делува и еден дел кој што го нарековме како Центар за урогинекологија, посебно развиен и посебно имплементиран во секојдневната пракса, каде се пружа наша субспецијалистичка врвна диагностика и третман на пациентки кои што се кандидати за решавање на некој урогинеколошки проблем. Што опфаќа овој сегмент од урогинекологијата? Значи, збориме за проблеми на статика, на положба, поедноставно кажано, на гениталните органи на жената и поврзано со околните структури, односно со бешиката, со мочниот меур и со дебелото црево. Значи, малку да објаснам за што зборувам, значи во текот на животниот период жената проаѓа низ период на детство, на период на адолесценција, период на полова зрелост, период на пременопауза, период на менопауза или постменопауза, или така наречен целиот тој период е перименопауза, и на крај период на сениум. Како проаѓа животниот тек, се така менува структурите, воткивните структури кои што ги одржуваат органите генитални во своите позиции, и сите органи во нашето тело не се слободни, не висат во виртуелен простор, тие или лежат на нешто или се обесени за нешто. Така да кога ќе попуснат овие структури, доаѓа до спуштање или испаѓање на цел орган или на дел на утерусот или на целиот утерус, пратен заедно со структурите од напред кои што ги покрива мочниот меур и позади дели дебелото црево. Такви проблеми носат големо оштетување на квалитетот на животот на пациентката, и тоа во години кои што веќе стануваат посериозни. Причини се многобројни за вакви појави. Се мисли дека се работи за генетска структура на сврзното ткиво кај пациенти, кај жените, онда поврзано со породување, поврзано со хормонскиот пат каде што нема добра искрана на ткивото и така натака и така натака. Како god да е, повлекувањето од нормалната позиција на органите, особено заедно со мочниот меур, предизвикува и така наречено неволно губење на мокрача. Губење на мочката кога ќе дојде до смеење, кашлање, наведнување, некои напори, така натака, или како пациентите реферираат, не сакајќи се подмочувам, што уште дополнително го руши, го деструира квалитетот на живот. Значи, ова се практично заболувања кои што не го носат животот, али го деградираат моментумот на животот. Така да, од тој аспект, денеска постојат ефикасни средства за решавање, поаѓајќи од конзервативен третман, кој што се состои од евалуација, поставување на диагностика и евентуално помагање, доколку се работи за блага форма, со модели на различни типови на вежби, онда поставување на одредени носачи или прстени или пестари, како ги вика мение, и така натака и така натака. И онда отвараме на друго поле, тоа е поле, широко поле на хируршки пристап. Тој хируршки пристап може да биде и е кај нас и многу модерен, и е така наречен микроинвазивен пристап, каде што трансвагинално со само рез од 9-10 мм се решава целиот проблем во однос на мокрачата, а исто така паралелно со тоа го решаваме и проблемот на спуштањето на органите, било на вагината, било на утерусот.
Ова вака глобално и во кратки црти презентирано и бројот на пациенти кои што ова го носат во нашата средина, во нашата земја е поприлично голем. И сакам да истакнам дека за жал се уште постои тоа непријатно чувство да се каже, срам да се каже дека постои таков проблем, дека мене доле ми се спушта нешто, дека се подмочувам и така натака. Втор голем обем сегмент од работата на нашата амбуланта е диагностицирање на различни промени од туморозен карактер на гениталните органи, почнувајќи од вулва, па све нагоре нели до овариумите, односно до јајниците. Те во литература и во работата обично ги делиме на малигни и бенигни, значи на доброчудни и овие што се злочудни или малигни тумори, и вршиме диагностика благодарење на постоење на сите расположиви средства и опрема која е позната во гинеколошката пракса, односно во амбулантската работа. Почнуваме со редовна контрола на цервиксот, на грлото на матката, редовно земање на Папа Николао, тоа е цитолошки екзо и ендоцервикален бриз, со кој што вршиме евалуација на дескамираните репетилни клетки, со цел за диагностика на евентуална целуларна промена. Потоа вршиме диагностика на ХПВ вирусот. Вие знаете, обствари популацијата веќе доста информирана дека ХПВ вирусот е инкриминиран за преку 90% настане на промени на клетките на грлото на матката и понатамошна евентуална можна инвазивна промена, односно малигна промена. Така да со овој бриз многу добро можеме да се ориентираме дали се работи за група високоризична на ХПВ, доколку е присутен, или за друг, или може да биде и да го нема, иако постои наод кој што индицира да се бара негово присуство. Второ, постои можност да направиме добра колпоскопска евалуација со прекрасен апарат, кој што е и видеодигитален, али е и во исто време и мануелен и може да прецизира многу точно и многу прецизно земање на евалуциони семпли, односно на мали биопсии, односно парченца кои што се понатака обработуваат хистолошки, микроскопски во специализирана хистопатолошка амбуланта со која соработуваме веќе со години. Понатака диагностиката води кон проксималните, односно кон горните делови на телото на матката, значи можеме бенигни тумори како што се полипи, со еден прекрасен ултразвучен апарат кој што има изузетна резолуција со сите 4 типа на сонди кои што ни даваат квалитетен одговор на диагностички наод. И се разбира и другите бенигни евентуални промени кои што може да бидат диагностицирани, збориме за биоми, збориме за полипи и така натака. Во исто време, доколку постои сомневање за малигном, се прави можност и препорака за една кератажа, било ендоцервикална, било фракционирана, значи и ендокавитарна, со понатамошна се разбира хистолошка евалуација. И следниот повисок проксимален дел е овариумите се евалуираат редовно со цел да се види присуство на цисти, присуство на тумори, присуство на течност во малата карлица и така натака и така натака. Тоа се сегменти од гинекологијата кои што се целосно покриваат во нашата амбуланта. Од аспект на бременности, од аспект на репродуктивни проблеми кои се јавуваат во текот на животот на жената, сите модели на потребна евалуација на инфертилитет ги вршиме успешно и завршуваме со препораки и евентуални можни третман кој што би бил ефикасен. И следење на бременост од почеток до крај, во најголема мерка се спроведува со систематска евалуација на потребни контроли во текот на бременост, зависно од тоа дали се работи за физиолошка, значи за безпатолошка бременост или бременост која што има некоја стапување и која е ориентирана према моделот, типот на стапување, со редовни евалуации, лабораториски, ултразвучни евалуации и сите кои што се наложуваат во текот на бременоста. Амбулантата располага со изолирани услови, работи во 2 смени и е спремна да пружи комплетна здравствена заштита на сите периоди од животот на жената. Сакам да напоменам уште нешто, значи младата популација која што е активна и која што денеска е се повеќе застапена, е изложена на големи ризици од така наречени сексуални преносливи заболувања.
токму тоа е и дел од нашата активност во амбулантата, каде обрнуваме внимание да ги советуваме, да превземаме мерки, да диагностицираме и се разбира терапевски да делуваме према сите такви можности. Нагласуваме дека стално потребна евалуација и дека е потребна и едукација за да се што повеќе спречи можноста за постојање на такви проблематика.